Вчера од страна на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, секторот за криминалистички истраги, Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе, во својство со одделот на специјални и посебни операции СВР Струмица и регионалните центри на граничните работи Југ и Исток, беше спроведена координирана полициска операција со цел расчистување на кривични дела кои се однесуваат на организирање на група за вршење на кривични дела, криумчарење мигранти кои преку јужната граница остваруваат нелегален влез на територија на Македонија, пошто од членови на криминалната група се прифаќаат и превезуваат до Кумановско-Липковскиот регион. Криминалистичката истрага над организираната 6-члена криминална група, која делуваше на територија на Македонија, се спроведуваше во изминатите 10 месеци, односно од декември 2019 година до сега. Организаторите на криминалистичката група се РВ и неговиот брат ДВ од Богданци, кои со цел стекнување на противправна имотна и материјална корист, заедно со други лица од Грција, организирале криминалната група во Македонија. Врз основа на претходно договорен начин на комуникација и во договор со лица организатори од Грција, мигрантите биле пренесувани преку јужната граница, преку илегални премини во околината на Гевгелија, Струмица и Доран, од каде потоа со помош на водичи, така наречени качаци, се доведуваат на претходно утврдени и договорени локации. Од овие локации, илегалните мигранти биле превезувани од страна на членовите на групата ВД, АА и ИМ, кои ги прифаќале и со моторни возила ги превезувале до договорените локации во Кумановско-Липковскиот регион. Оттаму, мигрантите во организација со лице кое нелегално престојува во Кумановско-Липковскиот регион биле временно сместувани и засолнувани во објекти на членови, соработници и помагачи на криминалната група, а потоа криумчарени преку територија на Србија кон државите на Европската Унија. Најголемиот број од мигрантите кои биле криумчарени од страна на оваа криминална група биле по потекло од Авганистан, Пакистан, Ирак и други земји од Блискиот Исток, кои претходно веќе пристигнале и престојувале на територија на Грција за паричен надоместок од 500 до 700 евра по лице. При реализација на оваа криминалистичка истрага биле извршени протести кај 5 лица во вкупно 6 објекти лоцирани на подрачје на Гевгелија, Струмица и Наготино, а лишени од слобода се 4 лица, а еден е на издржување на мерка притвор. Од засега извршените претреси, пронајдени се и предвремено одземени се патничко возило, мобилни телефони, сим картички, пиштол, малокалибарска муниција и други предмети. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал од основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против РВ 27 години за сторени кривични дела, организирање на група и поттикнување на извршување на дела трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти.